денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Свечена академија во чест на Свети Климент, заштитникот на Охрид. Традиционална изложба на фотоклубот Охрид. Изминува полугодието, учениците од прво до петто оделение без учебници. Дигитализација, рурален и алтернативен туризам во фокусот на 2023. Ризикот од употреба на нуклеарно оружје расте, но Русија не е таја која што ќе го употреби прва, порача Путин. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и свежо со измерени максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок умерено облачно време. Утре на најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето надпросечно топло, но и нестабилно со врнежи од дожд. Над Алпите во северните и североисточните делови од Европа врнежи од снег и ниски температури. Во останатите делови од стариот континент стабилно со локална облачност и студено време. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ниски температури. На крајниот исток, како и на југ на Балканот умерено облачно и суво. Максималните дневни температури од 7 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Во вечерните часови во северозападните и западните делови од земјава слаби врнежи од дожд, како и во текот на ноќта, кои потоа ќе се прошират над територијата на целата држава. Минималните температури од 1 до 10, максималните од 9 до 15 степени. Во Охрид утре времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Минималната 6, дневната 12 степени Целзиусови. Во сабота и недела облачно време со врнежи од дожд, но топло. Минималната температура 7, односно 5, а дневната 13 степени. Во понеделник веќе времето умерено облачно со повремени сончеви периоди. Минималната температура 1 степен, а дневната 9 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислишево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Да се радуваш на туѓата радост и да им приредиш радост на луѓето, тоа е рамно на литургија, а литургијата значи служба. Порача архимандритот Нектарий при врачувањето на највисокото општинско признание наградата Свети Климент Охридски, патрон на градот. На Свечената академија по повод одбележување на 8 декември, денот на Свети Климент, заштитник на Охрид, беа доделени и 4 повелби на поединци и организации за општествени достигнувања. Одбележан патронот на градот Свети Климент Охридски. Градоначалникот Кирил Пецаков ја додели највисоката општинска награда за општествен придонес Свети Климент Охридски, патрон на градот, на архимандритот Нектарий од манастирот Свети Наум Охридски. Исто така беа доделени 4 повелби на поединци и организации за хуманитарни заслуги. Градоначалникот Пецаков во обраќањето на Свечената академија напомена дека нашиот култ кон светителот е жив и нераскинлив, подсети на неговите универзални човечки пораки, меѓу кои се да се надминуваме еден со друг со добрина и најголемата и најважната етичка порака, нашиот македонски категорички императив тргај се од злото и прави добро. Затоа Свети Климент е нашата есенцијална поврзаност со Бога и токму преку Свети Климент световното и светото се возможни како човечка и Божја хармонија во едно. Иако не делат 1106 години од земската неприсутност на Свети Климент меѓу нас македонците, исто толку години не поврзува со духовна, културна и морална сплотеност со неговото дело, кажа Пецаков. Ретко кој народ како македонскиот може да каже дека има таква нераскинлива историска и духовна вертикала во својата обстојба и битисување. Тоа е затоа што Свети Климент Охридски е нашиот правоучител, чија дејност си мисла е длабоко во темелите на нашето постоење и културно препознавање. Неговото монументално и божествено дело недвојбено ја покажува нашата посебност во Светската асамблеја на народите. Добитникот на Свети Климентовата награда, архимандритот Нектарий, заблагодарувајќи се истакна дека Македонија и македонците низ вековите поминале многу ветрометини, падови и негирања, но секогаш изнаоѓале сила да обстојат, да се исправат и да продолжат по патот Свети Климентов, кој поплочен со љубовта кон Бога, човеколюбието и милосрдието. Тоа не прави кротки, одлучни, нежни, цврсти, трпеливи и непоколебливи. Архимандритот со благодарност, истовремена духовна понизност и скромност во своето обраќање пред присутните кажа дека не чувствува толкова заслуга, бидејќи го уредил манастирскиот двор, затоа што тоа е обврска. Но јас и да замолчам и луѓето да замолчат, камењата ќе прозборат во Свети Наум. Што и да направиме во овие две свети места со историја подолго од 1100 години, нашето нема трајност повеќе од 30 до 50 години под услов ако се одржува грижливо. Ние сме сега свој на своето. Она што не бевме не само години и децении, туку столетија назад. Поминаа многумина императори и администратори, пастири и душегрижници кои малку донесоа, а многу однесоа и си заминаа оставајќи го стадото од устата на волкот во устата на лавот. Ние останавме, бидејќи ова е наше и после секое нивно бегање мораме да чистиме и уредуваме, да го чистиме и уредуваме растореното и пустошо. Должни сме да го чуваме и Охрид, и езерото, и Галичица, и неговите светилишта. На Свечената академија беа доделени и 4 Свети Климентови повелби на поединци и организации за општествени заслуги. Председателот на Советот на општина Охрид Сашо Донев им ги врачи плакетите на Литка Филипова за воспоставување на Бадниковата поворка, на Сдруженијето Инклузија од невладиниот сектор, на организацијата Балкан СОС Медија и на Димче Каневче за хуманитарно делување. Прекрасни мотиви и пејзажи од Охрид и езерото представени на годинешната изложба на фотоклубот Охрид. Изложените фотографии се поглед кон убавото на нашиот град. Клубот има успешен спој на младоста и искуството, а младите се нашата надеж дека ќе има на кого да ја препуштиме работата на клубот, велат задоволно ветераните.
Прекрасни пейзажи од природните убавини на Охрид и езерото беа представени на изложбата од Фотоклуб Охрид. Традиционално изложбата се организира во рамките на чествувањето на Свети Климент, Охридски патронот на градот. Имавме убав избор на фотографии и луѓе, истакна задоволно Ѓоко Симјановски, еден од ветераните на фотоклубот. А кога велам од луѓе, веќе во нашиот клуб имаме млади членови, што е мощно важно за обстојувањето на овој фотоклуб. И сето она што е овдека изложено е всушност еден поглед кон убавините на нашиот град. А овој поглед ние едноставно го предаваме на сите оние што се влюбеници во нашиот град и на сите оние кои, од која била причина до сега не биле во можно да дојде во Охрид, како една покана за да го посетат ова рајско место. Димче Коруновски, председател на Фотоклуб Охрид, исто така и горд што во нивниот клуб се создава спој на искуство и младоста. Успешно соработуваме со младите и се радувам што има интерес од младите генерации за членување во клубот. Тоа ни дава надеж дека ќе има на кого да го препуштиме клубот за работа, вели Коруновски. Надеж има и за решавање на еден горчлив и долг проблем, како што е немање просторија за работа на фотоклубот. Па имаме ветување. Се надевам дека барем во следнава година ќе го решиме тој проблем. Најмногу од таа баш комуникација со младите, каде што ќе може да се координираме заедно, да работиме, да се советуваме како тие со нас, така и ние со нив, зашто младата генерација носи нови погледи. Ние во секое време сите учиме без разлика, млади или стари, и од младите нешто ќе прифатиме, сигурно. Најголем дел од фотографиите на изложбата се направени со фотоапарати, а во помал број од мобилен телефон. Изложбата се организира по 24 пат, а се изложени 50 фотографии, дела од 16 членови на фотоклубот Охрид. Врачена наградата на Охридската библиотека. Вчера на пригодна свеченост во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, председателката на Библиотекарското здружение на Македонија, доктор Јана Михајловска, на директорот на Националната установа библиотека Григор Парличев од Охрид, Милчо Јовановски, му ја врачи наградата Библиотека на годината за 2022 година во категоријата национални установи. Во Националната и универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје со пригодна свеченост беше прославен патронатот и државниот празник Свети Климент Охридски и се одбележа 50 годишнината од пуштањето во употреба на објектот на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, проектантско дело на еминентниот македонски архитект Петар Моличковски. На свеченото одбележување присуствуваше заменик министерот за култура Дајм Лучи, како и представници на дипломатскиот кор. Изминува првото полугодие, учениците од прво до петто оделение се уште немаат учебници. Наставниот процес се одвива со потешкоти и се копираат материјали или се испраќаат онлайн на Facebook групи и во пораки. Од Министерството за образование велат, доставувањето на учебниците се одвива согласно утврдената динамика. Иако се наближува крајот на првото полугодие од оваа учебна година, учениците и понатаму се соочуваат со недостиг на учебници. Состојбата е иста во речиси сите училишта во државата. Минатата недела пристигнаа учебници само по предметите математика и македонски јазик, и тоа само за 4-то оделение. Дефицит на учебници има од 1 до 5-то оделение, а од 6-то до 9-то се стари и дотраени. Директорката на основното училиште Христо Узунов, Марина Ѓорѓовска, вели наидуваат на големи потешкоти и поради недостиг на основниот наставен материјал, а се уште не се знае кога точно ќе се испорачаат учебниците. Наставниците се снаоѓаат, копираат и се трудат да ги извршат задолженијата што ги имаат кон учениците. Се надеваме, како што најави министерот за образование, дека во наредниот период треба да стигнат учебниците за нашите ученици, за да му се олесни воспитно-образовниот процес за работа. Материјалите за учење учениците ги добиваат онлайн, преку Facebook групи или пораки, па сами се снаоѓаат кој може ќе ги испечати, други учат од компјутер или мобилен телефон. Ние како директори не сме во можност ништо да направиме, бидејќи не зависи ништо од нас.
Тоа е од Министерство за образование. Кога ќе ги достават и кога ќе стигнат, ние одма ги доделуваме на нашите ученици. Иста е ситуацијата и во другите училишта во Охрид, вели градоначалникот Кирил Пецаков, кој прстот го впери кон власта. Ситуацијата таква каква што е и е слика и прилика на она кое што СДСМ-ова влада го води со образованието веќе 5-та година. Ако се сеќавате, има една година одлична идеја реформа во образованието која што помина катастрофално на јавната расправа во собрание. Во тие моменти бев и дел од собранието на Република Македонија како пратеник, така да учествував и ја гледав таа расправа и дефинитивно идеите, иако нешто е променато за разлика од тогаш кога министерката Мила Царовска ги имаше тие идеи, меѓутоа треба сериозно да се вложува во образованието и посебно да посветиме внимание на кого, ако не него на најмалите. Пред неколку денови од Министерството за образование и наука информираа дека доставувањето на учебниците за прво, второ, четврто и петто оделение тече согласно предвидената динамика. Во фокусот во туризмот следната година ќе бидат дигитализацијата, руралниот, селскиот, алтернативниот и активниот туризам, домашните гости, вонпансионското трошење, викенд пакетите, како и воведувањето нови алатки за промоција, најавува директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Не сме перцепцијата за Охрид во регионот да биде скапо сместување, ладни соби и бајат појадок. Тоа мора многу брзо да го смениме, вели во интервју за МИА директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски. Тој е дециден дека треба уште многу да се работи на македонскиот туризам. Како ќе ја развиваме туристичката индустрија без доволно сертифицирани туристички водичи и регистар на сместувачки капацитети, доволно градски тоалети. Имавме економска криза, но колку хотели имаме со зелени звездички, посочува Јаневски. Додава дека во текот на 10 години, кога индустријата бележела раст на туристи, инокевања не се штедело за да се вложува во годините на криза. Сега тоа се сруши како кула од карти, вели Јаневски и додава дека менаџерите не ја научиле лекцијата. Во фокусот до година, најавува Јаневски, ќе бидат дигитализација, руралниот селски, алтернативниот, активниот туризам, домашните гости, вонпансионското трошење, викенд пакетите, како и воведување на нови алатки за промоција. Директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски очекува 2022 година да ја заокружиме со околу 2,8 милиони ноќевања, а во 2023 да биде многу поразлична со дигитални практики во туристичката индустрија. Проектот 50 села, 50 приказни, дигитализација, алатката e-Visitors и националната кампања преку YouTube и Google се само некои од предлозите што агенцијата ќе ги понуди на владата во обид да добие поголем буџет за 2023 година. Се надева дека на подолг рок до 2025 година ќе зборуваме за Министерство за култура и туризам, за долго очекуваните туристичка полиција и туристичка инспекција. Во продолжение вестите од светот. Речиси 10 месеци по почетокот на неговата инвазија на Украина, рускиот председател Владимир Путин вчера призна дека конфликтот ќе потрае некое време и исто така предупреди на зголемената закана од нуклеарна војна. Инсистираше на тоа дека Русија не полудела и дека сопствениот нуклеарен арсенал го гледа како чисто одбрамбено одвраќање. Државниот секретар на САД Антони Блинкен рече дека важно е да се разбере што поминуваат украинците секој ден. Тие ќе ја добијат потребната одбрана за одбрана на нивната територија, за одбрана на слободата. Овој одговор дојде веднаш откако Москва го обвини Киев дека извршил напади со беспилотни летала на 3 руски аеродроми, од кои 2 на стотици километри од Украина. Локалните власти во португалскиот главен град Лисабон синоќа прогласија состојба на тревога и ги повикаа луѓето да останат во затворени простории, бидејќи обилните дождови предизвикаа поплави, однесоа автомобили и влегуваа во згради, при што досега загина најмалку едно лице. Португалската метеоролошка агенција го стави Лисабон и соседната област Сантарем и јужниот регион Алгарве на црвено метео предупредување поради интензивните врнежи и силните ветрови кои се очекуваат до утре. Во Лисабон цивилната заштита извести за стотици инциденти од поплавени улици, железнички станици и театри до болници, а властите мораат да ги затварат патиштата и тунелите. Полицијата го уапси разрешениот председател на Перу Педро Кастилјо и го обвини за побуна и заговор за кршење на уставниот поредок. Бил приведен кога бил на пат за мексиканската амбасада во Лима неколку часа откако го распушти парламентот.
53 годишниот Кастилјо е префрлен во затвор иако Мексико каже дека е подготвено да му даде азил. Досегашната подпредседателка Дина Болуарте е назначена за нов председател како прва жена на оваа функција во Перу. Пратениците го отстранија Кастилјо од функцијата вчера, откако во обраќањето на националната телевизија прогласи вонредна состојба и каже дека ќе владее со декрет. При тоа најави дека ќе го распушти парламентот контролиран од опозицијата, пошто во знак на протест неколкумина министри поднесоа оставка. Во Велика Британија во оптек се пуштени монети од 50 пени со ликот на кралот Чарлс III. Портретот на кралот Чарлс III првично ќе биде прикажан на монетите од 50 пени, додека на другата страна ќе се оддаде почит на неговата мајка кралицата Елизабета II. Во текот на овој месец вкупно 4,9 милиони монети од 50 пени ќе влезат во оптек низ 9452 пошти и ќе бидат дистрибуирани со давање кусур на клиентите. Во наредниот период ќе влезат во оптек 9,6 милиони монети од 50 пени. Постојните монети со ликот на кралицата Елизабета II ќе се заменат во текот на времето доколку се оштетат, како и во случај на потреба од дополнителна количина монети. Монетите се ковани во Лантрисант во Велс, а скулпторот Мартин Дженингс бил одговорен за ликот на кралот Чарлс. Тој го создал користејќи фотографии од кралот направени на неговиот 70-ти роден ден. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!